Навредување, подценување, покажување со прсти, често пати јавно исмевање и омаловажување. Жртви на булинг или врсничко насилство најчесто се мирните и повлечени деца, оние со пречки во развојот и оние кои доаѓаат од семејства со поскромни примања. Не секогаш се охрабруваат отворено да зборуваат за тоа што им се случува во училиштето или по часовите. Познавачите велат, едукативните кампањи даваат резултати, но недоволно. Дел од наставниот кадар очигледно има потреба од дополнителни обуки, информации, увиди во однос на тоа што се случува. Делумно е тоа поради оптеретеноста на образовниот систем, каде што се губи оној личен контакт со децата и васпитната компонента, а деломно е помеѓу останатото и помеѓу јазот кој што се случува во однос на технологиите кои што се користат. Денешните деца се многу подобри него нивните наставници во однос на технолошката користењето на технологиите и нивната злоупотреба. За булингот најгласно се зборува кога ќе настане поголем инцидент, но оваа форма на насилство, велат познавачите, не опфаќа само физичко малтретирање, туку и суптилни форми на психолошка тортура, злоупотреба на социјалните медиуми или целосно игнорирање и исклучување од заедницата. Нашите пријави се однесуваат на емоционално насилство од страна, омаловажување, навреди од страна на соученици и кои што преминуваат понатака во сајбербулинг. Меѓутоа не е онаа класична форма на сајбербулинг каде што може да се реагира и да се препознае веднаш, туку малце повеќе имплицитно, наивно да се гледаат работите, каде што стручните служби или родителите не би реагирале на истото. Започнува со боја на карбин до користење на различни фотографии или имитирање на некој друг и така натаму, кои што понатака прерастуваат во маловажување и тоа емоционално насилство кое што е тешко докажливо, меѓутоа остава стварно последици по децата. На линијата за помош во последните месеци се пријавени десетина случаи. Реалната бројка според познавачите е 10 пати поголема.